Вие сигурно сте били на прошетка, а бевме и ние. Па еве, со помош на филмската камера, да се подсетиме уште еднаш на тоа новогодишно шаренило. Врв улица, насекаде балони, маски, играчки. А во воздухот се чувствуваше. Од лицата на луѓето и децата се читаше, во сите излози како да пишуваше: новата година ни доаѓа со тивки стапки. Еве ја, пристигна. Како ќе ја препознаеме? Например, по кратките ракави од палтото на некое ваше другарче. Тој пораснал. По постапките на другарот во клупата, кој веќе не се задева, станал мил и внимателен. Тој почнал да другарува со добрината. По новата брчка на челото од вашите татковци, по белите влакна во косата на мајките, по дедото кој ете почнал да другарува со бастун, по бабата која не гледа добро со старите очила. Тие старе. По она што до вчера било ваша желба, а сега сте ја оствариле, па трчате во пресред на нови желби. По насмевката на девојчето од одделението, со кое кришум се погледнувате на часовите, а во срцата ви е пролет. Но пролетта, календарската, а и она другата, нека се стрпат. Сега царува зимата, малку нажалена што нема снег, но сепак зимата си е зима и тука нема шега. Ветрот и студот и се сојузници, а нејзиното вистинско лице може би ќе го видиме во јануари или февруари, првите 2 месеца од новата година. Значи, ни престои топло облекување, да внимаваме како чекориме по улиците и, најважното, каде и како да ја дочекаме новата година. Едно е сигурно, новата година ќе дојде и тивко ќе не прегрне. И тогаш ќе речат за нас: ама пораснал Сашко, или леле, до вчера Игор беше детуле, а сега е момче. Или да, куклите не и се веќе интересни, Снежана е вистинско моме. Годините врват, децата растат, возрастните стареат, дрвјата зеленеат и жолтеат. И што може тука да се рече, освен среќна нова година на сите? Има многу градови на земјината топка, големи и мали, убави и помалку убави, на север и југ, на исток и запад. И да не заборавиме, градови на детската фантазија. Впрочем, тие се и најпривлечни, зашто во нив се населени омилените детски јунаци од филмовите и стриповите. Таков еден несекојдневен град, пред новата година, никна на Скопското сајмиште. И бидејќи градовите што ги посетуваме треба внимателно да се разгледаат, повелете со нас. Тука е популарниот малечок голем Денис, Снежана во друштво на 7 џуџиња, чудниот воз што патува без одмор. Симпатичниот морнар Попај се чувствува необично што е на копно. Него и глупчето Мики со целото свое пошироко семејство. Многу ваши другарчиња поминаа низ улиците на овој вешто созиден град. Со око и рака ги поздравија своите познаници и не им пречеше што тие се мирни и молчеливи. Важно е, се видоа, се сретнаа во царството на желбите, поминаа 1 или 2 часа заедно. Градови, а во еднокатче на овој волшебен град се одржуваа и приредби за децата. Меѓу другите, присутен беше и Дедо Мраз со својата новогодишна порака. Градови има многу, но само еден ваков, а добро е да има повеќе.
Ako gi prašate decata, tijek je reče da, sveke, da. Novogodišnji priredbi za najmladite Skopljančinja se održa i во Univerzalната sala. Артистите Димче Мешковски, Стево Спасовски, Анча Джамбазова, Чедо Христов и други од сцената им раскажаа на децата новогодишна приказна за малечкиот Сашко и неговите чудни гости. Со своите мелодични гласови приказната е збогатија и ваши другарчиња, што пееле на фестивалот Златно Славејче. На крајот, свечено пристигнувајќи во една шарена двоколка, омилениот Дедо Мраз ги поздрави децата и им предложи взаемно да си ги исполнат желбите. Крајот, вистинскиот крај на оваа новогодишна приказна, се читаше на блеснатите детски лица. Оваа новогодишна средба се одржа во студиото на телевизија Скопје. Присутни беа децата на сите оние чичковци што за вас ја подготвуваат телевизиската програма. Учествуваа неколкумина познати артисти. Многобројната публика топло ги поздрави. Општата радост ја дополни Дедо Мраз со своето доаѓање. Секое дете доби по едно новогодишно пакетче. Внатре, меѓу бомбоните и чоколадите, скриен е и по еден клуч. Волшебен клуч за желбите во новата година. Деца, не чекајте, барајте!
Скопје, населбата Чаир, основното училиште Цветан Димов. Една училишна зграда, многу деца во неа, исто толку желби и планови за новата година. Да ги чуеме. Јас се викам Крстевска Жаклина и една од моите најголеми желби е да станам пианистка, бидејќи учам во музичката школа и да бидам одлична ученичка во моето училиште. Се викам Николова Славјанка, учам во училиштето Цветан Димов. Ученичка сум 7 Б одделение, а би сакала во новата 1976 година да завршат сите војни и сите детски игри да се одвиваат слободно и сите деца да бидат слободни по светот. Се викам Величковска Јадранка, учам во основното училиште Цветан Димов во 7 Б одделение. Мојата желба е да станам добар ликовен уметник и да ги цртам сите луѓе и сите природни убавини. Јас се викам Симонов Киро од 7 Б одделение. Мојата желба е да станам боксер, бидејќи сум уште малечок. Сега сакам да станам джудист и да вежбам во Партизан. Јас се викам Исламови Керамизе, а мојата желба во 76-та година ми е да бидам во 7 одделение многу добра ученичка, а и бидејќи обожавам многу спорт, сакам да станам ракометарка. Јас имам желба да постанам атлетичарка, бидејќи 3 години како одам во училиште во секција и сакам и понатаму да продолжам во атлетичарски клуб да одам. Една од моите желби е да бидам добра ученичка и да бидам добра ученичка во училиштето и да ги задоволам барањата на моите родители. На сите деца во светот би ми испратил честитка и би им пожелил се најубаво во новата 1976 година и многу успеси во работата и во нивниот понатомошен живот и да секогаш бидат слободни и весели и да никогаш нивната татковина не биде опустошена од разните војни. Мојата најголема желба во 1976 година е да ги продолжам и понатамошните успеси во учењето. Многу сум заљубен во спортот, особено во фудбалот. Би сакал кога ќе пораснем да станам добар фудбалер. Нову годину мислим да проведем со друговиме и другарицама у нашој школи. Наша омладинска организација е организовала едну малу свечаност на која ćemo ми сви присуствовати. Тамо ćemo играти и имаćemo музику. Далje, нову годину ću провести и kod kuće увечер sa родителjima и гледат ću телевизiju. Јас членувам во ракетната секција при нашето училиште, а исто така сум член и во народна техника во клубот Павле Грнаров. За новата година ние од ракетната секција ќе обележиме со лансирањето на некои модели кои сме ги изработиле во секцијата. Јас мислам и понатака да се занимавам со ова хоби, бидејќи тоа мене ме привлекува и многу сум задоволен од тоа. Потоа мислам да продолжам со правењето на моделите, бидејќи за нова година ќе им подарам на своите блиски и некои модели кои посебно сум ги изработувал за нив. Гостуваме во училиштето Мирче Ацев во населбата Ѓорче Петров. Како и насекаде, и овде желбите се бројни, необични и гласни. Слушаме. Се викам Ристевски Звонко, учам при основното училиште Мирче Ацев во Ѓорче Петров
Јас сум ученик од 8 Џ одделение и мислам дека новата година ќе ја пречекам дома со своите родители и со моите најблиски, така да и ќе ја пречекам исто така и во училиштето, каде ќе ја пречекам со своите другари и своите другарки. Зимскиот распуст ќе го поминам на Попова шапка со моите родители и со некои другари. Таму ќе се санкам и ќе се скијам. Јас мислам новата година ќе ја пречекам во своето училиште со другарите во кои учествуваме во стрелачката секција. Уште новата година ќе ја пречекам во својот дом со моите роднини и пријатели. Моите новогодишни желби се да им ја честитам новата година на сите деца широм нашата социјалистичка татковина, а особено на учениците кои ще се занимаваат со стрелаштво и пожелувам успех во натамошното стрелење. И јас имам желба да станам голем и да постанам добар кошаркар. Мојата новогодишна желба е да падне снег за нова година и да се истварат сите мои замислувања. А мојата новогодишна желба е да со другарите ја поминам таа ноќ и да стапиме со другарите во новата година. Моја желба е сите деца среќно да пречекаат новата година. Мојата желба е сите заедно да пречекаме новата година. Мојата желба беше да се пласираме на прво место во меѓуоделенски надпревари кошарка, меѓутоа ми се оствари. Моја желба е сите деца во светот новата година да ја пречекаат во мир. Моја желба е напролет да бидеме прваци во кошарка. Мојата желба е сите деца да ја пречекаат новата година во весело друштво. Мојата желба во новата година е сите деца да ја пречекаат новата година во мир. Мојата желба е да весело ја пречекаме новата година и да поминеме одлично. Мојата желба е да постигнеме поголеми успеси во школото. Мојата желба е да сите деца имаат мир и слобода. Мојата желба е со што подобар успех да го завршам 8-то одделение. Мојата новогодишна желба е да ја пречекам новата година во весело друштво, а исто така и да ги пречекаме другите стречни дни што идат во новата 1976 година.
Во декември, 10 дена пред новата година, група војници ја посетија детската градинка во населбата Влај. Децата низ песнички им го честитаа празникот на армијата 22 декември, а војниците пак новата година. Еве како течеше оваа топла средба. Во тешки борби, облејани со крв, празникот светол, сега го славиш со топли желби, ти го честитам прв. Штом пораснам голем и штом војник станам, татковина своја од врагојте ја бранам. На стража ќе бидам, од темно до зори, јуначки ќе чувам полина и гори. Со фустано свила, ајде да се играме, ја сум пролет мила. Еве ги цветињата, гледај како мамат. Ајде, стани, поиграј, и тебе те канат.